Почитувани представници на медиумите, повод за оваа пресконференција е вчерашната пресконференција на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Крива Паланка, господинот Андрије Доновски. Имено во таа пресконференција беа изнесени поголем број на невистини, небулози. Почитуван господин Андоновски, кога зборувате за капитални инвестиции и проекти, ќе ве замолам пред кривополаничката јавност да истакнете дека во текот од оваа година, од мојот мандат, се започнаа неколку капитални инвестиции во Крива Паланка. Имено, тоа е изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, ревитализација на постоечкиот патен правец на оваа делница, како и во најскоро време отпочнување на патниот правец од Крива Паланка кон Девет Бајр. Напоредно на тоа, како општинска администрација, работевме на асфалтирање на поголем број на улици и патни правци во општината и во руралните средини. Имено, асфалтирани се целосно улиците во населба Белево, кон населба Мечковци, во населба Домач, како улица Партизанска, улица 8 октомври, дел од улица Херој Карпуш. Се работеше и на замена на азбестните цевки, кои што се користеа во системот за водоснабдување. Имено, заменети се околу 3 км од овие цевководи. Работевме и на поголем број на системи за водоснабдување во руралните средини, како што се Узен, Остур, Сломинци, а во моментот се работи на системот за водоснабдување во село Луке, кој што вие го ветувавте цели 8 години. За волја на вистината, иако не беше предизборен период, оваа година беа обновени и се расчистија околу 250 км патни правци кои што се во руралните средини. Како наследени состојби во овој период сакам да ги истакнам огромниот број на блокирани постапки и процедури, како што се предмети за легализација, но и изградени инфраструктурни објекти без никаква дозвола и одобрение. Таков е случајот со спортската сала која што е домотал Македонија и која што зјае веќе подолг временски период и не можеме да отплеткаме од заплетканиот лавиринт. Дивоградбите кои што се во дворот на средното општинско училиште со Ѓорче Петров до јавното комунално предпријатие Комуналец, како и во приватни фирми, како што е фирмата Виго, во која што имаме огромен објект од 500 метри квадратни. Овие постапки во огромна мера ги блокираат постапките и процедурите кои што сакаме да ги спроведеме во текот на наредниот период и се наши идеи и желби за реализација. Исто така, беше блокирана и изведбата на проектот за онаа спортска сала, која што вие ја почнавте своевремено и се уште не е легализирана 10 години, а се наоѓа на потегот кон манастирот Јоаким Осоговски. Салата во рамки на општината, која што беше блокирана како проект со активна позајмица од 1 милион денари, е одблокирана и во рок само од 6 месеци, од февруари оваа година до август, е речиси целосно конвертирана, иако проектот би траеше веќе од 2016 година. Во таа насока, долгот кој што го наследив беше околу 60 милиони денари, а за волја на вистината истиот е навален и во моментот се движи од 36 до 37 милиони денари. Наследени состојби се и деградираните и омаловажени административни службеници, како и вработени кои што нема основен попис на средства за работа. Нерешени предмети за легализација. Дел од наследените состојби беа и деградираните и отпуштени работници, кои што веќе со правосилна судска пресуда требаше да се вратат на работните места. За волја на вистината, на истите им беа исплатени платите, нивните придонеси на доместилци, како и сите судски и адвокатски трошоци. Реален беше и проблемот со тоа што не сакавте да го решите проблемот со степен на кариера на 23 вработени во рамки на општинската администрација, кои што во меѓувреме добија зголемување на платата од 5 или 10%. Исто така, имаше наталожени проблеми со вработените во територијалната противпожарна единица, која што го решивме како проблем и деновиве со спогодба, и тоа вонсудски, им сплативме, односно ќе им исплатиме околу 2 милиони денари обештетување, а за жал тоа требаше да направите вие. За жал исто така имавме администрација во која што имаше вработени кои што
јасно може да се види од снимките на 27 април дека беа главни учесници во настаните во парламентот на Република Македонија, кога посегнаа порушењето на уставниот поредок и животите на пратениците. Исто така, наследивме и преполни простории во општинската зграда, во која што имаше огромна количина на партиски одбележја и символи, автомобили, во кои што исто така се наоѓаат тие како да беа нивна приватна својина. По однос на она што исто така милувате да го коментирате во јавноста, унапредувањето на мојата сопруга Слаѓана Мицевска. Таа за вас е административен службеник, професионалец и истата не беше напредена, туку доби назад она што и беше ускратено 6 години наназад и беше казната неоправдано од текот на 2012 година. Имено, таа е професионалец, беше и ќе остане професионалец, а овој сертификат подпишан лично од Бил Гейтс за вас ќе остане само мисловна именка. Во оваа прилика ќе ја прашам зошто беа казнети уште 6 други лица на кои што им беше подземен степенот на звање и само затоа што не размислуваа како актуелната власт беа уназадени и со степенот на звање и со она што се нарекува личен доход. Сите тие, значи оваа година врз основа на тоа што беа мои заложби, беа вратени на своите поранешни позиции. За волја на вистината, она што треба да го знаете кога коментирате овие состојби, е дека мојата сопруга е оштетена финансиски, бидејќи пред унапредувањето, а што може да се види од финансиските документи кои што ги има во архивата на општина, земаше плата која што е за некои 400 денари месечно поголема од она што е после незиното унапредување. Но мене ми е чест и задоволство, бидејќи оваа неправда е решена. Вие треба да одговорите зошто и како 5 раководители на одделенија не беа оценети од страна на поранешниот градоначалник и истите сега, поради 3 години континуирано неоценување, не можат да се стекнат со степен на кариера А или степен на кариера Б. Во она која коментирате за имплементирање на проекти кои што и грантови кои што беа доделени од страна на општината, мене ми е чест и задоволство затоа што оваа година за прв пат тие грантови беа доделени по транспарентна и отворена поставка со јавен конкурс и можност да аплицираат сите здруженија на граѓани. За волја на вистината, на таа листа на апликанти беше и вашата мајка која што е председател на Здруженијето на жени во Крива Паланка. Но кога ја свати сериозноста од имплементацијата на активностите и одчетот кој што треба да го даде по реализација на истиот проект, таа се откажа од негова имплементација. И тука немате воопшто простор за коментар. Исто како што немате и простор за коментар кога зборувате дека некој директор има добиено за неговите дечија стипендии за талентирани ученици. Зошто? Ве прашувам јавно и отворено, како што призна семејството на добитникот на спортската стипендија, кој што беше прворангиран, и јавно призна дека не очекувал да го добие тоа признание, бидејќи не бил од оваа политичка опција, се задоволили на доделената стипендија и на тоа што било честна работа на самата комисија која што одлучувала. За сите овие работи постојат документи во архивата, правилници и одлуки на седница на Совет, врз основа на кои што комисијата работеше и правилно носеше заклучоци и одлуки. Јас да сум на ваше место, кога зборувате за културни манифестации, би се запрашал за едно нешто. Како тоа, за оној Джојфест за кој што вие зборувате, можат да бидат потрошени 240 литри на пиво, 50 литри на алкохол, или за една обична пивтијада да бидат набавени 250 килограми буткици. Спротивно на тоа, културните манифестации кои што ние ги организиравме оваа година, се организираа домаќински и со високо ниво на учество на фирмите кои што демонстрираа степен на општествена одговорност и заедно со нив направивме низа на културни настани со кои што се гордееме, се многу поразлични, а такви се изборот на почесен граѓанин на општината, избор на граѓанин со посебни заслуги за промоција на Крива Паланка, промоција на културно-историското наследство, промоција на нашата традиционална храна и фолклор.
Јас ќе кажам дека мојот мандат не го започнав со 14 решенија за отпуштање како што го започнавте вие, и за волја на вистината и вие наследивте проекти, а еден од нив во 2009 беше проектот за енергетска ефикасност на јавни институции, кој што беше ни повеќе ни помалку од 500.000 евра. По таа насока ќе ја стимулирам да ја продолжите да ја следите мојата работа и наместо да се сликате пред графити кои што се испишани на јавни локации и да повикувате на вандализам, како што е примерот со координаторот на вашата советничка група. Впрочем, како се доаѓало на власт, да седнете и да ја следите мојата работа и да видите како се работи почетно, одговорно и домаќински за граѓаните на Крива Паланка и за доброто на сите нас. И благодарам.